Бугарското вето барем официјално не било тема на разговор на долго очекуваниот самит во Софија. Ниту Заев, ниту Борисов во своите изјави не ја споменаа блокадата на стартот на преговорите со Европската Унија. Единствено некаква порака испрати германската канцеларка Меркел, која ни порача дека со Бугарија сме морале се согласуваме. Во воздух остана да виси дали тоа значи дека Македонија ќе мора да најде начин да се договори со Бугарија, која не оценува да се откажеме од својот идентитет и јазик и да признаеме дека Македонија не постоела пред 1945 година. Берлинскиот процес секогаш е поврзан и со помирување на недоразбирањата и наследството од минатото и се надеваме дека овој процес ќе продолжи. А за регионот, она што морам да го кажам, мора да се согласувате, не заборавајте, затоа што тоа е многу важно. Новинарски прашања во Софија немаше, па не се ни откри што се преговарало зад затворени врати. Наместо она што е најголем интерес за јавноста во моментов, Заев и Борисов говореа само за декларативни предлози за соработка меѓу земјите од регионот. Сите ние се согласивме дека треба да ги унапредиме нашите напори за дополнителен реален напредок во реформските процеси, како и да се унапреди регионалната економска соработка и да се постават темелите за одржлив раст. Земјите членки на Европската Унија тврдо имаме план за 50 година нула емисија, а другото би било во лојална конкуренција. Исто така е наша идеја, наша желба, колку што може повеќе тоа 20 милиона население на Балканот да биде со многу повеќе приходи. Додека Меркел, Заев и Борисов не кажаа ништо за блокадата кон Македонија, тоа на почетокот на самитот од Берлинскиот процес го кажа шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева. На досегашните барања за јазикот и идентитетот, таа ги додаде забелешките дека Македонија не направила ништо за изградбата на пругата и автопатот кон Бугарија. Захариева порача дека напредок е постигнат само во туризмот, но и тоа пред пандемијата, што според неа не е доволно.